Неделно издание на регионалните вести. Тешко повредено лице од Тетовска Брвеница. Настрадал откако бил потиснат и нагмечен во столб од товарно возило за собирање смет. Брвенчанец е тешко повреден откако го потиснало и нагмечило во столб возило за собирање смет, информираат од МВР. Според полицискиот билтен, вчера во 16 часот и 15 минути во селото Добридол, 52 годишен жител на Копанце, собирајќи смет со товарно моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, враќајќи се наназад го потиснал и нагмечил во столб 59 годишник од село Брвеница, Тетовско. Лицето било пренесено во медицински центар Тетово, а потоа поради сериозноста на повредите е префрлено во ургентниот центар Скопје. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Цариниците откриле над 40 килограми дрога во две возила при контрола за влез и за излез од Македонија. Вкупно 40 килограми дрога успеале да откријат царинските службеници за 2 дена при редовна контрола на возила при влез и излез од Македонија. Поголемото количество, односно 32 килограми 500 грама марихуана е најдена во петокот околу 20 часот на граничниот премин Блаце. Државјанин на Шведска со возило Крајслер сакал да влезе во Македонија. Иако рекол дека нема ништо да пријави, царинските инспектори се посомневале во одговорот. Околу возилото пуштиле едно од тренираните кучиња кое намирисало дрога. Во специјално конструиран простор биле најдени вкупно 61 пакување со марихуана. Осумничениот изјавил дека за 10.000 евра со лица од Албанија договарал да пренесе дрога од Тирана до Малме во Шведска. Според царинската управа, вредноста на запленетата марихуана на западноевропскиот наркопазар би достигнала цена од околу 100.000 евра. Вториот случај на запленета дрога се бележи вчера околу 15 часот на граничниот премин Табановце. Таму за излез од Македонија се пријавил 56 годишник од Албанија, кој исто така рекол дека нема ништо да пријави, бидејќи возилото марка Смарт било селектирано за преглед во задниот дел од левиот и десниот прак во фабричката шуплина. Царинските службеници нашле 27 пакетчиња марихуана со вкупна тежина од 8 килограми. И вториот осомничен истакнал дека за надомест од 4.000 евра се договорил да пренесе дрога од Албанија за Чешка. Со ракометен турнир, македонско-хрватското друштво од Тетово денес го одбележа својот 14-ти роден ден. Македонско-хрватското друштво од Тетово денес прославува 14 години од своето постоење. Нивниот роден ден го одбележаа со спортски настан, ракометен турнир помеѓу 4 екипи, меѓу кои тетовскиот ракометен клуб Кромак. Денеска се собравме по повод 14 години од постоење на Македонско-хрватско друштво и така нашето друштво реши да го прославиме со еден турнир во рукомет, каде што ќе присуствува тетовскиот клуб Кромак, Вардар од Скопје, Металург од Скопје и Работнички од Скопје. Тетовскиот клуб функционира надвор од нашето здружение со сопствена жиросметка и самостојно, бидејќи желба беше на нашите членови да прерасне во клуб, не само децата да се тренираат, да прерасне нешто поголемо, каде што некој можел да покаже колку што знае. Родителите има иницијатива, желба да прерасне од секција во клуб, каде што може да се такмичи со други екипи. Не е само да се тренира. И еве од оваа година, од јули, се формира Сдруженијето за рукомет Кромак Тетово. Во оваа школа деца од 2000 година па нагоре фигурираат во нашето друштво, има повеќе од 50. Би сакал да напоменам да оваа пригода ни помогна Хрватската амбасада, како што секоја година ни помага за нашите активности, така и за овој турнир ни помогна. Надпреварите се игра во спортската сала на Економското училиште 8 септември. Предвремени парламентарни избори 2016. Носителот на листа од коалицијата ВМРО за Македонија за 6-та изборна единица Зоран Велковски на пресконференција потсети на неисполнетото ветување на владеачката партија за изградба на црква во Тетово. На последните парламентарни избори од овие краишта македонците, зборам за изборна единица број 6, гласа за 5 представници во македонскиот парламент. И тоа 1 за Социјалдемократскиот сојуз и 4 за ВМРО ДПМН. Што значи дека македонците од овие краишта го дадоа гласот за партијата која што денеска е на власт, а тоа е ВМРО ДПМН. Од програмата на
за локалните избори од 2013 година во ВМРО ДПМН стои дека на просторот позади мене ќе биде изградена црква и дека крајниот рок за изградбата на црквата е месец декември 2016 година. Како што може да видите, не само што црквата не е изградена, туку црквата не е ни почната. За време на локалните избори и пред тоа, граѓаните на Тетово, членовите на ВМРО ДПМН и симпатизерите од централата на Скопје преку СМС пораки се повикувани да гласаат за господјата Теута Арифи, представникот на ДУИ, со образложение кога ќе дојде таа на власт дека ќе помогне за изградбата на црквата. Меѓутоа, како што можете да видите, црквата не само што не е изградена, туку таа не е ни почната. Што сакам да кажам, почитувани граѓани на изборната единица број 6? За 10 дена имаме парламентарни избори нови во Република Македонија. Вие одлучувате за кого ќе го дадете својот глас. Не сакам да кажам, да речам да гласате за мене или за коалицијата која што јас ја представувам, а тоа е ВМРО за Македонија. Едноставно, немојте да гласате за тие што веќе еднаш или повеќе пати ви излажале. Давањето глас на помалите политички партии не е залудно даден глас, туку е одраз на демократија, рече на пресконференција председателот на Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово Драган Давидовски. Деневи сме сведоци дека во започнатата кампања, која трае веќе 2 недели, ВМРО ДПМН и СДСМ постојано зборуваат на сите нивни пресконференции и собир на граѓаните да не го даваат гласот за малите партии. Од причина што тоа е фрлање на истиот глас. Денес сакам јасно да ви порачам на сите. Гласот за мала партија е глас даден за демократијата, за демократските процеси кои се неопходни и преку потребни и на Македонија и на сите граѓани на оваа држава. Гласот даден за мала партија е богатство, гласот даден за мала партија е глас за еднината на сите нас, затоа што во малите партии, верувајте, членуваат луѓе кои се со големи интелектуални способности, со голем интелектуален потенцијал и со верба дека нивното знаење, нивното познавање, нивната успешност во секојдневниот живот, во секојдневната работа е надеж за сите нас. Затоа уште еднаш ви порачувам, немој да се плашите, дадете го глас за секого што вие мислите, а ние би се радувале како мала партија да гласот да го дадете за нас и да го заокружите бројот 9. Кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата денес во неколку рурални места разговараа на тема земјоделие со мештани. Разговараме со луѓето, ги презентираме мерките. Една од тие мерки е и поддршката која што ќе ја дадеме на земјоделците за набавка на високоприносен добиток. Значи, за набавка на високоприносен добиток државата ќе покрива 80% од трошоците. Значи 80%, обично такви високоприносни крави има во Австрија, во Германија, во Швајцарија, доколку чина 2000 евра, 1600 ќе покрива државата, земјоделците само 400 евра. Исто 80% државата ќе покрива за инсталирање на системот капка по капка, земјоделското осигурување 60% државата, 40% земјоделците и набавка на земјоделска механизација до сега беше 50-50%, сега 60% ќе биде од државата, 40% од земјоделците. Носителот во изборна единица 6 од СДСМ Петре Шилегов на пресконференција вети помош на домашните фирми и отварање на нови детски градинки, доколку неговата партија дојде на власт. Овде сме во Тетово, на граѓаните да им посочиме да направат разлика. Да направат разлика помеѓу 11 годишното лажење на Владко Ѓорчев и Никола Груевски и планот за живот во Македонија. Нив сега им текна дека во Македонија има луѓе, дека во Македонија постојат домашни фирми. Со тир зоните ја упропастија македонската економија. Нити го зголемија вработувањето, нити се зголеми домашниот производ. Во Македонија мора да го вратиме животот. Ќе ги помагаме домашните фирми на ниво од 140 милиони евра и тоа ќе го помагаме вработувањето на начин што секој оној кој што ќе вработи
лице кое што тешко доаѓа до работа, македонска фирма, ќе добие донација од државата во висина од 108.000 денари годишно. За оние кои што на социјалните случаеви ќе помогнат да се вработат, односно фирмите кои што ќе вработат такви лица, ќе добијат донација од државата 160.000 денари годишно. Овдека во Тетово Владко Ѓорчев шета и бесрамно лаже. Сега зборува за отварање на детски градинки и училишта. Колку му треба уште на ВМРО ДПМН и што му пречеше во овие 11 години да ги отвори тие детски градинки? Што му пречеше на Никола Груевски и Владко Ѓорчев да го реши проблемот со средношколците во Тетово кои што се уште учат во општинската зграда, наместо во гимназија? Што им пречеше на нив, освен нивната неспособност? Неспособни да ги решат проблемите, повторно искачаат пред граѓаните и лажат. Зборуваат за многу детско семејство, а не знаат како да го помогнат. Еве да им помогнеме. Во Македонија, согласно планот за живот, ги враќаме градинките токму кон оние кои што најмногу им треба, кон родителите. За 50% ќе ја зголемиме мрежата на градинките во Македонија. Градинките ќе работат двосменски, да може до 18 часот луѓето да си ги остават децата затоа што тоа е реалната нивна потреба. Во Македонија ќе го смениме целосно училишниот систем. Мора во Македонија да имаме образование кое што соодветствува и на пазарот на трудот и на европските стандарди. После 11 години лажење нудат федерализација. Они се единствените во Македонија кои што зборуваат за целосна двојазичност и федерализација. Федерализација нема да има. Меѓутоа, ќе има конфискација на сите криминално стекнати имети на владеачката структура. ВМРО ДПМН и коалиционите партнери одржаа мини митинг пред главниот штаб на улицата Мара Угринова во Гостивар. И можам да ви кажам дека тоа е гласот на Македонија. Го чувствувам гласот на Македонија. Одам од врата до врата, буквално, низ многу места, и по насмевките ги гледаш луѓето. Кога ќе ти ја стиснат раката, чувствуваш како човек сака да ти даде топлина, како сака да ти даде охрабрување. Јас сум таму и да ги охрабрам нив, но и тие ме храбрат мене. Со секоја средба. И ќе успеем, Македонија. Нека ова биде состанок и нека ова биде договор помеѓу нас за следните 168 часа. Секој еден од нас, следниве 168 часа, е лично повикан, поединечно, секој еден од вас, секој еден од нас, да осигура стабилноста и унитарноста на Македонија следниве 4 години и многу повеќе после тоа. Разговарајте со луѓето, објаснете колку се важни овие избори, повторете колку се важни овие избори. Секој еден од нас треба на денот на гласање, со добра мисла, со позитивен исчекор, да разговара со своите најблиски, со мајката и таткото, со сопругот или сопругата, со децата доколку се полнолетни, со братот или сестрата, со најблиските. Ова се важни избори за Македонија. Тоа е лична одговорност и повик за 11 декември. Тоа е тоа што сакам да ви го кажам. Ајде мотивирано да го спроведеме она што го знаеме. А знаеме да победуваме, знаеме да работиме, знаеме да контактираме со луѓето, знаеме кои се проектите, знаеме кој ни е отчетот, знаеме што ни е програмата. Многу проекти, многу работи за Гостивар, за Полог, за 6-та изборна единица и за Република Македонија. Почитувани, сите знаете дека ова е населба во која што го имам поминато моето детство. Но вечерва сакам да кажам, а да бидам кратка и јасна. Не е важно дали сум од тука, дали сум од Дутлок, дали сум од Центар. Важно е дека сум македонка, дека сум од Гостивар и дека сум свесна за сериозноста на мојата одлука на 11 декември. Сакам оваа свесност и сериозност да ја имате и вие, и истата сите да ја пренесеме наредниве денови до сите наши соседи, роднини, пријатели и колеги. Да пренесеме гласно и јасно.
се работи за мирот и стабилноста на Македонија, за мирот и еднината на секој граѓанин на Република Македонија. На 11 декември го заокружуваме бројот 1 и продолжуваме по патот кој пробаа да ни го сопрат. А од 12 декември Македонија мора да продолжи по патот кој е веќе започнат. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев гостува во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него една од темите употребата на јазиците во земјава. Господине Заев, имате ли впечаток дека практично со отворањето на темата на јазиците им отворивте и кампања на ВМРО ДПМН? Може би јас сум дал причина или било што, но и да не сум дал причина, тие ќе одеа повторно со некоја националистичка реторика и тука немам воопшто дилеми. Добро е тоа што не поминува веќе никаде. Федерализацијата е само во главата на Груевски. Кантонизацијата која што ја спомнува, не знам од каде му пало на памет, најверојатно мисли на конфискацијата. Конфискацијата ќе ја има во Македонија и како после оваа плачка што се случи, но унитарноста на државата се гарантира само со сплотеност, со рамноправност, со еднаквост, со вакви национализми и поделби. Таа се урнисува. Ве молам прецизно, што ветувате за употреба на јазиците? Законот е јасен во Македонија и уставот наш е европски и либерален. Ги гарантира сите права на граѓаните. Само треба нивна примена. Ниту устав ќе се менува, ниту има потреба од промена некои законски решенија. Постојниот устав и постојниот закон дава можност за практична реализација на потребите на граѓаните од овој аспект. Тие само тоа го барат. Јас ги кажав примерите. Со детенство, со талент по музика. Буквално не може да се запише на основно музичко образование, ако нема професор по теорија и солфеж. И уставот и законот тоа го гарантира. Зошто не се спроведува? Бабичката не може да добие нега за трето лице, заради тоа што некој не му било кејф да ја одговори на албански јазик во општина каде што постои двојазичноста. Денеска имаме еклатантни примери. Шуто Ризери има по закон право да зборува на ромски, заради тоа што има повеќе од 20% роми. Зошто не се применува законот? Покрај македонскиот зборуваат и на албански јазик. Прецизно ве молам, што предвидувате за употреба на јазиците? Ништо надвор од устав и од закон. Само практична реализација. Овие квази патриоти од двете страни, квази националисти, јас така ги нарекувам, буквално тајно, под маса ги договараат законите за на крајот ништо да не спроведат од самите закони. И затоа чувството на одредени наши граѓани од помалите етнички заедници, дека оваа држава за некој е мајка, за некој макија. Не. Мајка мора да биде државата за сите, подеднакво, еднаква за сите, за да можеме да се ја сакаме, да ја чуваме, да се бориме. Тоа го затврствува унитарниот карактер на Македонија. Предвремени парламентарни избори 2016. Властите во градот Оукленд во американската сојузна држава Калифорнија стравуваат дека бројот на загинати во пожарот, што избувна во магазинот зграда за време на забава, би можел да изнесува неколку десеттици лица. Локалните власти веќе ја потврдија смртта на 9 лица кои присуствувале на забавата, но оттаму посочиле дека бројот на загинати можно е да се искачи на 40. Пожарот избувна од 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 пожарот избувна то луѓе. Пожарникарите кои интервенирале утврдиле дека во зградата и во магазинот немало никаков противпожарен систем и дека целиот простор бил натрупан со инвентар, поради што единствениот излез бил преку дрвените скали. Во Италија денеска се гласа на референдум за уставните реформи. Со референдумот ќе се утврди политичката иднина на премиерот Матео Ренци и силното влијание на финансиските пазари во Европа. Ренци вети дека ќе поднесе оставка ако неговиот план не добие одобрување на денешниот референдум. Планот предвидува намалување на улогата на горниот дом на Сенатот, како и владата да презема некои овластување од регионалните власти, со тоа премиерот ќе добие поголема моќ и ќе може посилно да притисне во спроведувањето на економските реформи.
Во Австрија денеска се одржува вториот круг од повторените председателски избори. Право на глас имаат 6,4 милиони гласачи кои одлучуваат помеѓу кандидатот на десничарската партија на Слободата Норберт Хофер и кандидатот поддржан од Зелената партија Александар Ван дер Белен. Гласањето се одвива според строги правила, например забрането е децата да ги придружуваат родителите на гласачкото место, а забрането е фотографирање и снимање во тек на гласањето. Денес имавме сончево време со умерена облачност и со слаб ветер од североисточен правец. Утринските температури се движе од -2 до 3, а дневните од 5 до 11 степени. И утре не очекува слично време, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од -2 до 3, а дневните од 5 до 11 степени. Тоа беа настаните кои што го одбележаа денот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!